Сашко и Сомак Петрол. Лоу, 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 лоу. Со Сашко и Сомак Петрол. Здраво, здраво на сите деца, родители, дедовци, баби, бизнисмени, идни милионери и банкоматери. Добре дојдовте во ЛОЛ со Мак Петрол. Денеска зборуваме за пари. Од каде доаѓаат? Од банкомат, од поштар, од копче. Колку пари треба за да си богат? 3000 денари? Или цела кофа злато? Ке дознаеме и што сакаат децата да бидат кога ќе пораснат. Од програмери до доктори, од председатели до мајстори. Сместете се удобно во вашите седишта и подгответе се за најлудата економска лекција во детска верзија. Да видиме што мисли Петар, од каде доаѓаат парите. Од каде доаѓаат парите? Што мислиш ти? Од банкомат. Од банкомат? Да. Си одиш таму и најнормално си. Од картичка вадиш. Аха. Пари колку сакаш. Да. Колку сакаш, нема проблем. Колку не, колку зимаш плата, толку вадиш. Значи сепак не е баш тоа. Да, не е бесконечни милиони. А во банкомат од кој ги става? Кеш да работат. Како се вика тие? Па, Банкоматери некој. така нешто да. Банкоматер некој, да. Кажете ми вие мене, што мислите, од каде доаѓаат парите? Не знам, од некои машини. Од некои машини, да, така. Типа све што ќе каже сестрата. А како човек да стане многу богат? Па да најде злато. Да најде злато? Богатство. Како во ние филмовите? Да. Некое скриено богатство да најде? Да. Треба да има мапа. Мапата кај се наоѓа, кажи ми. Па ќе ја најдат негде, ќе купат, ќе ја најдат и ќе повеќе брзо ти ќе ја најдат богатството. Гледаш како си смисли? Да. А не треба човек да работи многу? И да учи? Да работи, ќе стане популарен и ќе има пари. Гледаш, популарен ако стане, популарните се богати. Например, овие јутјубери што се, ги гледате ли ви? Да. Богати се тие. Да. И тие дека се многу популарни само, така? Да, да. Ама вие ако и колку на човек му треба пари за да виде да викаат ево многу е богат. 500 денари. 3000 денари. Да. Да, ти да имаш 3000 денари, што ќе направиш сега? Ќе купим продавница. Ќе купиш продавница. А што ќе има во таа продавница? Ти да продаваш во продавницата? Да. А луѓе, например, некој ако треба да биде богат многу, што треба да прави? Како да биде некој богат многу? Па, ако идеш на работа, ќе ти дадат плата, ако не. А повише да е лопов. Да, кој полесно се заработи пари, не? Да. Открадаш од банко и бегаш и се скриеш од куќу и никој не те најде. А моја тато и мама су полицајци. Тато и мама су полицајци? Да, тета Па он е ќе го војник. фати в лопова. А тета е војник. А баба била порано докторка за бебиња. Докторка за беби? Не. Да. За... Па и за тој. Ја мислам дека беше за да ги помага на жена што се оперира. Па да, за тој. Па интересно гледаш. А он гледаш што вика? Она вика за пари некој да биде богат мора многу да работи, да се труди. А ти викаш лопов, краде, банку и си... Па боле да украде. Ама мајка ти и таткото? Ако го фати, кој што су полицајци? И тета е војник. Она па војник, ако го фати, ќе го построи одма. Понте се скрие, ја ќе го скрiju у мој кревет, нема никој да го најде заедно ќе ги делимо пари. Ама он гледаш, он сака да се изнајми некога да ги украде за njega пари од банку. Тако ли? Да. Гледаш, он нема, он да се... Ама ти ќе бидеш саучесник. И тебе ќе те окриви после. Да знаеш. Ама ја не крадам. Ти би ли сакал да бидеш председател на Македонија? Па ако ми изберат, може, ама. Да, ама чекај, ти треба сам да се понудиш. Еве да си. Што би променено овде? Што би направил прво? Прво би ги заангажирала од општина секогаш да ги чистат контејнерите и корпите за отпадоци. Исто да ти кажам, прави јас тоа би направил. Друго уште нешто што би направил?
Да си главен. Еве не мора да си председател, главен. Да нема во сите места да нема војни. Да нема Во војни. сите Тоа многу би се држави. добро. Исто и мене тоа многу би се добро. А да си барем директор на училиштето, што би сменил? да ги воспитам децата што им прават на другите деца булинг. Аха, така. Но ако продолжат тоа да го прават, ќе направам тоа што треба да го направам со тоа kreniklass.mk. Сте слушнале, често возрастните разговараат за парите. Што мислите? Од кај доаѓаат парите? Како се прави? Од кај иде? Од банка. Од банка? Да. Ама некој треба да ги остави во таа банка? Кој ги носи? Поштар? Поштар? Може да е поштар, да. Он ги носи во банка, па после од банка како Си ги доаѓаат? вадат парите. Од кај ги вадат парите? Кликаат на купчина и си ги взимаат парите. Така, клик, цак и лесно. И можеш колку сакаш да се извадиш, така? Не баш колку сакаш, колку ќе кликнеш на копчето. А колку, например, 5, па ти 5 парички ти дадат. Да. Значи, уствари, работата е во кликање. Да. Ако, например, најдеш, да кажеме, случајно на улица 100 евра, што прво би направил? У джепи И, да ги дома. ама што ќе направиш после со пари? Ќе ги потрошам, например, за нешто што ми треба. Зашто? Пример, за еден нов контролер. Абе, знае дека нешто со PlayStation, бе. Од каде доаѓаат парите? Од работата. Од Тоа работа? ја зимам. Повеќе работи мама, тато прво оди на работа, па после тренинг се враќа дома, па пак оди на работа до вечер. На два пати работи? Да, а мама еднаш. Значи тато повеќе работи. А тато повеќе работи. Кај работи тој па оди два пати? Тато понекогаш работи во Велес и во центар, а мама е во војна права таму, кај што прави куки. Кај што прави куки? Да, војна права се вика. Она е главна таму. Главна, тоа е најбитно. Да. Архитект да нема. Она е таму главна и не смее ништо да утне. Она гледаш, тешко е да И се... она што ќе каже, сите треба да слушаат, пошто е главна таму. Што многу строга мајка ти? Да. Па вајде и татко ти не сме, мора да слуша. Тато е наставник, ама во Велес ги учи поголемите. По што наставник? Што ги учи? По физичко и по физичко само. По физичко наставник, затоа викаш ти тренинг. Од кај идат парите? Од кариери. Од кариера? Да, Интересно. Ако имаш добра кариера, успешна, така? да, И тој што има кариера, може да си заработи. да. А за да имаш успешна кариера, што треба да правиш? Да работиш, Тоа бе. А пред да работиш, што треба да правиш? да го научиш. Значи да учиш много, така. Значи учиш, па напредуваш во работата и имаш кариера. Кој ти го кажа тебе тој збор, кариера? Интересно. У школа Во го школа? научев. Браво. И ти што сакаш да бидеш кога ти порастеш? Програмер. Програмер? А сега работиш нешто на компјутер? Да, програмирам игрици. Како? Па, не, Некоја твоја, сега до себе имаш направено? не. Колку пари му требаат на еден човек за да биде богат? 100, 200 или 300 Денари. дена. Денари. Но зашто веќе имаме такви 500 по 100. 500 по 100 значи еднакво на Колку? ќе ти треба малце многу работа за тоа 500 по 100. Ali може да се израчуна, не е проблем. Да, 500 по 100 е еднакво на 50.000. Да. Значи 50.000 денари. Да. Ти сакаш да си главна, например, во држава? Па, да. Да. Зошто? Што би направила? Ти да си, например, председател. Па, ќе им кажев да место да учиме во училиште, да се забавуваме. Тоа е председател. И гледаш дека тебе ќе те гласа. Да. Да знаеш дека ќе добиеш на избор. Што ќе правиме? Само забава и ништо друго. Како да се стане многу богат, знаеш ли?
Епа ти да работиш во компјутер и не знам, да работиш во компјутер и да работиш многу во твојата професија. А што сакате вие да станете кога ќе пораснете? Си размислувате некогаш? Јас полицајец. Полицајец? докторка. Докторка. Зошто докторка? Па за срциња. За срце, не мислев зашто. Туку зошто баш докторка, така што ти? Зошто? Па не знам. Не знаеш, ама така интересно ти е докторка, да носиш бел мантил, да видиш Да. многу да изгледаш како денеска што изгледаш прекрасно вака. Кој ти го ова ти сама си го одбра? Не. Не? Многу ти и тебе, старик, многу убаво изгледат денеска, драги мои гости. Ти зошто сакаш полицаец да бидеш? Па... Не знам. Дека... Немам меч идеи, ама сакам полицаец, затоа што ги гледам и интересен ми е активноста. Да, они што прават, тоа ти е интересно. Да, Ама да. ти детектив сакаш да идеш да бркаш криминалци, така? Да. Тако? Или сообраќаец сакаш? Топ, документи. Може. Може сообраќаец? Да. Колку би му требало пари за да биде богат? 1 милион. 1 милион да има. Да. Така. Ти да имаш, што би сакала да си купиш? Убава куќа. Куќа убава. А да најдеш на улица 1000 денари, што би сакала? Одма, што би направила? Чоколада. Чоколадце. Каква чоколадце? Милка. Од со што? Со ораси. Со ораси? Има со ораси милка? Не со ораси, него со Лешници да со лешници, да. Што прават возрастните на работа? Па, работата што ми е работа. Што, например, што? Па, пример, некој гради фасада и прави се цели саат што му е Како се работа. вика тој што гради фасада? Па, фасадер нешто, не знам, Браво, па добро. нешто така. А ти што сакаш да бидеш кога ќе порасте? Да Па, работиш? нешто тренер некој. Тренер? Да, ама и највише сакам да работам, например, некој мајстор, така нешто. Мајстор да си, не, чирак, мајстор да си, така? Да. И да викаш, дај ми го тоа, дај ми го тоа, дај ми го тоа, така? Да. Па знаев, ја те гледам, одма те познав дека тоа сакаш. А што би одбрал ти, многу љубов или многу пари? Люб. Па љубовта со пари не се купува, така? Да. Тоа е среќа. Што значи еден човек да е среќен за тебе? Не знам, Ти да има кога си среќен? семејство. Тебе што те прави среќен? Да има семејство. Извини Да. што те прекинам. А уште еднаш ќе те прашам. Што значи еден човек да биде среќен? Семејство да има. Да има семејство. Да. Тебе што те прави среќен? Мене ме прави среќен. Имам све, имам Да? компјутер, имам и мајка и татко. Браво. И брат имам. Баш убаво. А чекај една гатанка. Сакаш гатанки? Јас многу сакам. Не. Слушај, дали ќе ја погодиш? Вели, шарен празник, како него велат нема секој ден, тоа мора да е Зима. Не, бе, Не зима. Божик? Нешто така. па уште еднаш, да се римува. Али блиску си. Велик ден? Браво, бе, велик ден. Велик ден. Мада и знаеш кој исто таков мора да е, дека нема секој ден? Тој може да е неработен ден. Да, не, И работен. уште еден. Роден ден. Нели? Да. Да, бе. Предам без предиво, мустак имам, не сум дедо, многу сакам млеко, како се викам знае секој. Што е? Бебе. Да, со млекото, тука ти излажа млекото. Не. Вика, мустаки имам. Бебе има ли мустаки? Еј, бебе со мустаки? А уште еднаш. Предам без предиво. Знаеш што е да се преде? Абе, волна, како е од овцата волна, вака целата, испрана и од волната треба да се направи конец. И како го вадат конецот и на фурка и вретено, и ќе направат конец, волна. И ќе сошијат елек, така? Ќе сплетат елек. Тоа е предам без предиво. Мустак имам мустаки. Не сум дедо. Многу сакам млеко, како се викам знае секој. Што е? Прави Пиле. Не. Маче. Мачеве сака многу млеко и мустаки. Така?
Па дечки, денес откривме каде се кријат парите. Во банкомат, под земја, на земја или во добра идеја. Некој сака да биде председател, некој мајстор, друг програмер и тоа е сосема во ред. Научивме дека богатството не е само во парите, туку и во соништата, трудот, љубовта и во тоа да имаш семејство што те прави среќен. И по можност компјутер. До следната епизода. Работете, учете, сонувате, пазете се од банкоматери и секако останете насмејани. Со Сашко и со Мак Петроў.